починка. Во чест на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески. Значи, спомена веќе Цицееве, јас уште еднаш ви благодарам за тоа што кој станува, може некој не станува ова време, нели, наутро, ама ќе бидеме урни да раскажам убава приказна. Пепи? Се слагам, ние ноќните птици обично малку подоцна стануваме, тоа ни е голем проблем. А меѓутоа, ете, Телма телевизија, Кате, поздрав до екипа во студио. Тоа е, тука сме, овде сме. Да, на лице место сме. Сашо ќе го вгиш и харам, верувам дека нема човек што не знае. Не ја знае приказната на Банкрот Блузмент, ама да раскажаме сега приказната накус овој 20 на минути на починка. Ве прашав пред овој линк, зошто баш починка од Блаже Конески? Па, огромен предизвик и голема чест е да се земе една песна од еден голем, може најголем би рекол, автор последниве 100 години. И од областа на поезијата, и од областа на науката за јазикот, основоположникот на нашиот идентитет, кој е спорен години наназад. И мислам дека единственото оружје против целата таа снеубавеност, глобална, би рекол, планетарна, е да посегнеме по нашата локална убавина која е универзална, а тоа е едноставноста на Блаже и длабочината негова, затоа што починка е напишана кога Конески имал на 55-6 години, баш во есента на неговиот живот, кога се сумираат плодовите на цела една посветеност на креирање на убавина и оставање на печатот на убавината во себе и околу себе како рефлексија. Значи, ако човек не е убав од внатре, не може да зрачи од надвор, кој што вика Платон, дајте ми да бидам убав од внатре, а мојата надворешност секако ќе стои во хармонија со мојата внатрешност. И за него должам сега многу, вели, убавино ти ме заморуваш веќе. Тоа е еден зен коан кој колку и да помине поред тебе, ќе влезе, барем у левото уво, и ќе те замисли како може убавина да те замори. Па, кој ќе се посветиш цел живот на креирање на убавина, која не е лично само за тебе, туку за општото добро, мораш да излезеш од себе малце, да отидеш се одмориш, да оставиш убавината, да ја конзумираат другите независно од тебе, а одморот од убавината не е ништо друго освен отварање за еден сосем друг концепт и друг тип на убавина, затоа што да не забораваме, ние сме оптеретени од европоцентричниот концепт за убавина, за хармонија, за така витрувискиот уште. Што треба да е убаво? Замислив, за мене, например, врвната убавина е убавината на догоните во Африка, кои се, мислам дека прапочетокот на човечкиот род. Така да убавината е универзална работа и нема одреденост, значи детерминираност. За мене беше еден убав збор кој што го кажа, снеубавеност. Затоа не сакам да зборувам, доволен е зборот. Не сакам да зборам зашто што поише збориме за снеубавеноста, тој поише огрдуваме и стануваме мразачи. Значи, не сакаш некого, тука е насочуваш енергијата на мразење и тоа е самоубиство. Така. Кара? Кој прв почна во починка, со починка? Мама е. Така е. Македонски музички ендеми во превод. Интересно, како и секогаш работите што ни се случувале низ годините, не знам да му заблагодарам на Севишниот, никогаш не ги правевме со некоја тенденција или многу ум и планирање, едноставно се случуваат, зашто сум искрено и јас благодарен на и Пепи и Гиш. Едноставно созреа времето, една случајна средба во новата Стерна. Јас и Пепи отидовме на кафе и оттаму почнаа работите да излегуваат. Едното повлекуваше друго, на крајот на краиштата публиката после таа една свирка што ја направивме едноставно бараше да не види пак. Среќни сме, изненадени што поема немам. Како некогаш иста е атмосферата, тоа се некои нови генерации што е многу интересно. Некои млади луѓе желни да чујат македонски песни. Наспроти општото мислење и дека веќе не се интересираат, нели младите слушаат нешто друго, не е тоа. Едноставно не им се понудило. Така е, Така е. апсолутно. А мама е кој почнавме заедно. Идејата потекна од Гиш, конкретно да биде починка, јас и Перо ја размисливме, тројцата ја снимивме, решивме да снимиме и видео, се погоди еден прекрасен амбиент во Old School, каде што сите наши херои доли се налепени под зидовите, знаеш, и некако се спои
магично заедно. Така е, да. Така што не може еден да се каже еден почна. Така е, да. Некако заедно. Но Банкрот Блуз Бенд приказната од она како се создаде името, нели? Па немавме ни за цигари, да. Сега сте веќе некој кој што може да ужива така е во убавината. На Уохрид да отиде и да ужива во убавината. И дали ќе заморува или нема да заморува, тоа ќе оставиме на самата овако. Меѓутоа, ние сега едноставно кажано уживаме во музиката, уживаме да го поделиме тоа со веќе ни ја нема генерацијата. Беа во Стерна, меѓутоа се помлади. И да им поделиме малку од нашето искуствено битисување музичко, да им поделиме. Многу убаво сме прифатени на настапите кога настапуваме. Има многу млади, тоа сакаш да ми кажеш? Да, сега бевме во Охрид, сега викендот бевме во Охрид и утре дента во Струга. И тоа се нови генерации. Ние сме создадени од нашата генерација. Кога бевме околу нас беа сите наша генерација. Меѓутоа, нашата генерација полека си фати сериозноста на животот. Предпоставам дека и преку малите екрани ќе не видат и ќе не доживеат и ќе се поистоветат со времињата кои бевме порано, 91-92 година. Меѓутоа, сега се други генерации и ја имаме почита и од нив пренесена од овие старите. Така да, целото е една сублимираност која ние уживаме денеска да ја живееме. Треба да прашам кога вакви тројца, нели, експерти во својот занаед се собрани така и направиле нешто, прашавте дали е тоа добро некога? Се прашува тоа на оваа зрели години кога знае што е добро? Па, знаеме што е добро. Знаеме, имаме искуствена, компаративна, некоја веќе доживеана. Па тројца сме кате и Да. се имаме себе да се прашаме, знаеш. Да. Кога си сам, можеби ќе имаш дилема. Па треба да прашаш некого. 30 години 30 се години. упрашени. Како 30 беше години. кога сме ке 30? 30 години сме заедно и Поезијата? еден парадигматична зен песна на Блаже Конески. Вика, 30 години и што е сторено, 30 скршени врчки. Детето во мене е затворено во кафе со брчки. И секој ќе земеш да работиш за убавината, не може да се замориш, зашто колку работиш на убавината, толку и таа работи на тебе. Тоа е, мислам да не бидам сватен као некакви метафизички, херметички флоскули. Напротив, многу е обично. Значи, во обичноста, во едноставноста лежи концептот за баланс, а балансот е условно речено совршен. Совршенство на универзален, на космички план. И за крај да кажеме дека Банкрот Блуз Бенд не завршува овде со починка со приказната. Вие имате убава можност, барем во глава, веројатно тоа ќе се реализира и скоро. И во раце. Да, и во раце, така е, да. Кога ќе им покажеме на младите што е она што нам не одржуваше никако или ни покажуваше, што пак нашите создале како шлагери? Фантастично е прашање, апропо шлагерот. Затоа што шлагерот е најеклатантната уметничка форма на урбаното живење, кое датира нели уште од шансоната, од канцоната, од оние баш урбани моменти кои ја обработувале љубовта, натрешноста, љубовта кон жената, нели, натрешниот свет. И шлагерот е наше, како, да нема сватите погрешно. Имаме шлагер на лагер. Имаме шлагер на лагер, меѓутоа шлагерот е нашиот мур, исто кој што е Пеца Атанасовски, покоен Васка Илиева, Никола Бадев. Шлагерите на Масе, на Шпато, на Джамбас, на Тошо Бојаджиев и Драган Мијалковски, например, Маја Джаклиевска, тоа се легенди, трейдмарк македонски, кои ако ги заборавиме, као да сме се заборавиле себе. Све поише иде кон тоа, меѓутоа ние сме тука со тенденција да бидеме, ќе ги цитирам моите драги пријатели од Охрид, уште пред 30 години, кој вие брат сте како Кирил и Методи и брат му, тројца. Значи некој Кирил и Методи и брат му. мисионери, сака да каже, во описменувањето или реописменувањето на овој прекрасен народ, ама долго време покриен со шаторот на непрепознавањето и само непризнавањето. Од тоа страдаме. Значи, не дека ние овдека немаме талент или сме глупави или мрзливи, напротив. Имаме негативна селекција и
луѓе кои не треба да бидат на позициите на кои што се сега. Децидно го тврдам тоа, и уметноста, културата и убавината на оваа земја страда од тоа. Може ли за крај оној најубавиот дел? Убавино, ти ме заморуваш веќе. Пипи? Може, Ајде. спремно. 3, 6. Убавино, ти ме заморуваш веќе, ти ме заморуваш веќе. Поздрав до Љупчо Константинов, авторот на оваа песна. Поздрав до сите оние што се сутринска на Телма. Ова беше најубавото можно запирање нова на лице место. Ние продолжуваме со нашето утринско кафе, а вие во друштво Сутринска.